Околу резултатите би обрнала внимание. Клиентите ги делам во 3 групи. Првата група ги има сите уведи, ги има сите информации, не превзема ништо. Едноставно нема снага, останува во матриксот, не може да направи промена, не може ниту веднаш да направи промена, во секој случај ги има информациите. Како што јас ги водам сега секој клиент, си имам архива своја и ги пратам резултатите, затоа што резултати не можете вие да видите на месечно ниво, ги правам на годишно ниво. Веќе забележувам дека кај одредени што не превземале ништо, по самото, пошто работиме директно на подсвест, кај нив вртат тие информации. Иако не превземаат ништо, почнуваат после тек 6-тиот месец, откако биле на сесија, малку да превземаат нешто. И полека им доаѓа, тоа беше кажано, тоа ќе го имплементирам, значи тоа е таа група. Втората група се многу вредни. Тие се интересираат и сакаат да работат со мене, јас да ги водам по патот на трансформацијата, пошто јас работам комбинација од техники. Имам еден менторски програм кој што ги водам точно како. Они се, можам да кажам, група на најангажирани, кој што вложувам максимум да биде промената, велиме ние, еколошка, значи ако ќе направи промена, да не се осети по фамилијата или по луѓето што се нивни најблиски. Третата група се тие, јас што ги викам страдалници, кои што толку многу се изнастрадале, што едноставно ова им е само потврда и прават промена инстант. Значи веќе не се обрнуваат на никого, значи веднаш го напушта тој лош брак, ја напушта таа промашена работа, продава стан, куќа, имав случај, значи господинот го продаде станот, си ја зеде сопругата, напушти работата и замина во Хрватска на море, кај што од секогаш имал желба да продава кристали. Така, нешто што му било желба. Да, да продава кристали, зборуваме природни кристали. Тоа беше неговиот талент, тоа беше неговото хоби, тоа беше нешто што го работи. Можам да ви кажам, нема посрекни од нив.